Почитувани граѓани, почитувани новинари. Денес пред пратениците се измените и дополнувањата на буџетот за 2020 година. Со овој ребаланс се обезбедуваат 470 милиони евра за реализација на четвртиот пакет мерки за справување со економските последици од коронавирусот. Преку овој пакет мерки 70 милиони евра ќе бидат наменети за поддршка на 83.000 работни места, односно ќе се субвенционираат вкупно 250.000 плати за месеците октомври, ноември и декември. Овој пат поддршката за исплата на плати ќе биде скалеста и ќе се движи од 14.500 денари до максимални 21.776 денари месечно, согласно падот на прометот на компаниите кои аплицираат за финансиската помош. Со 27,6 милиони евра ќе се помогнат 283.000 граѓани кои ќе добијат домашни платежни картички во вредност од по 6.000 денари. Домашни платежни картици ќе добијат пензионери со пензии до 15.000 денари, самохрани родители, невработени лица, како и лица над 64 години, а немаат социјална пензија или немаат други приходи. Покрај овие, четвртиот пакет мерки содржи уште 20 мерки, преку кои обезбедуваме силна поддршка на компаниите преку поволни кредити, грантови, но и даночни олеснувања за брзо опоравување на секторите кои се најмногу погодени. Со ребалансот се поддржуваат и проекти важни на локално ниво за речиси сите општини во државата. Според тоа, почитувани граѓани, од почетокот на кризата, сите институции, сите државни институции, сите надлежни институции покажуваат вистинска грижа за граѓаните кои се најмногу погодени. Тоа продолжува и со овој ребаланс, со овој пакет економски мерки. Во период кога целиот свет се соочува со економска криза, важна е навремената и ефикасна помош во справување со последиците. Затоа ги повикувам сите пратеници да покажат одговорност, конструктивност и ребалансот на буџетот да биде донесен. Да им помогнеме на нашите сограѓани, да им помогнеме на нашата македонска економија. Благодарам.